Добре дојдовте во студио на Нова. Правата на пациентите, механизмите на заштита, квалитетот на здравствените услуги. На оваа тема ќе разговараме со Наташа Бошковска од Коалиција за заштита за сексуални и здравствени права на маргинализирани групи. Добро дојдовте. На што најчесто се жалат пациентите? Коалицијата последните 5 години работи на здравствени права на маргинализирани заедници со посебен фокус на ЛГБТ популацијата, корисници на дроги, сексуални работници и лица кои што живеат со ХИВ. Така да можам да зборувам од аспект на овие групи, како најголем проблем со кој што се соочуваат корисниците на дроги, посебно во градот Скопје, е недоволниот број на центри за третман на зависност. Па поголем дел од нив се во центарот во Кисела вода, во клинички центар и сега од минатата година почна и болницата во 8 септември. Така, тоа е проблем одамна, тука имаше проблем со општините, нели, граѓаните не сака, некако не сака ниту градоначалниците да ја средат работата. Сега, како да се следи квалитетот на здравствената услуга во државата? Има ли некој стратешки пристап како тоа да се направи? Така, ние сега неодамна направивме анализа на Законот за заштита на права на пациенти со фокус на механизмите за заштита на права на пациенти и механизмите за контрола на квалитет. Па овој закон предвидува болниците, односно здравствените установи, да формираат во самите установи комисии за етички прашања и комисии за контрола на квалитет на здравствените услуги кои што се даваат во конкретната здравствена установа, така дека самиот закон дава можност за следење на квалитетот. Сега понатаму прашање е колку овие комисии функционираат, колку навистина ги следат здравствените услуги, односно квалитетот на здравствените услуги кои што пациентите ги добиваат во конкретните здравствени услуги. Нели беа формирани правни советници во секоја од болниците, општински комисии, функционираат ли тие за да можете секој граѓанин да може и да пријави доколку има нешто? Ако го погледате текстот на Законот за заштита на права на пациенти, се нудат многу механизми на кои што пациентите, доколку сметаат дека одредено право им е повредено, може да се обратат, но за жал анализата покажа дека мал дел од нив се имплементираат од овие одредби, односно мал дел од овие тела се формирани и оние кои што се формираат не работат во со целосна надлежност. Например, многу малку општини има формирано постојани комисии за унапредување на права на пациенти. Здравствените установи немаат номинирано правни советници кои што ќе пружаат правна помош и правни совети, ќе ги упатуваат пациентите кои што сметаат дека одредени права им се загрозени. Така да можам да констатирам дека законот, иако е донесен во 2008 до ден денес не се целосно имплементирани одредбите кои што предвидуваат формирање на работни тела, односно механизми кои што ќе можат да ги штитат правата на пациентите. Дури да констатиравме дека и Државната комисија која што е предвидена со овој закон, Министерството за здравството има обврска да ја формира, се уште не е формирана. Наташа, има ли механизми на заштита? Еве, како јас, например, да се заштитам, да кажеме, како хронично болен пациент? Имам ли право на второ мислење и тоа да биде транспарентно, без да го навредам мојот лекар? Законот за заштита на права на пациенти и сите некако пациенти, знаеме дека тоа право го имаме, но дури ни самиот закон не дава прецизни насоки во кој рок како можеме да добиеме второ стручно мислење, а да бидеме заштитени од понатамошна виктимизација од здравствениот работник кој што го дал првичното мислење. Така да анализата покажа дека постои потреба од дорегулирање, до прецизирање на овој дел, каде што точно ќе знае пациентот во кој рок, како, на кој начин ќе може да добие второ стручно мислење без да биде виктимизиран од претходниот доктор кој што го дал првичното мислење. Да, и тие суети, нели, обично што кај нас останале корени од... Така и тука треба да влезе на сила етичката комисија, доколку пациентот почувствува дека бил жртва на осуда од страна на здравствениот работник или повредена суета на здравствениот работник доведува до несоодветна здравствена заштита, може да побара заштита од овие комисии. А како да се следи квалитетот на здравствената заштита? Знаеме здравството во каква ситуација, дека е во извонредно тешка ситуација, дека болниците кубурат со лекови, со пари. Како во ваква ситуација да се следи квалитетот на здравствената заштита? Постојат, еве јас можам да зборам конкретно не можеме да се споредиме со Европа во никој случај, сигурно.
Значи постојат меѓународни стандарди кои што поставуваат максимум и минимум стандарди. Минимум стандардите се оние кои што треба да ги обезбеди секоја држава која што има здравствен систем кој функционира. И врз основа на тие стандарди домашното законодавство, односно здравствените институции треба да донесат протоколи, да донесат домашни стандарди како одредена болест ќе се лекува, со кои лекарства, кои се минимум услови кои што треба да се исполнат за да пациентот може да добие некоја минимум здравствена услуга. За целните групи со кои што ние работиме, имаме сознание дека постојат само протокол за лекување на зависност од дроги со метадонска терапија и лекување на неонатален синдром на деца новороденчиња, односно бебиња новороденчиња од мајка зависник од дроги. Додека за другите целни групи, например, за лицата кои што живеат со ХИВ, постои еден протокол кој што е донесен 2005, но кој што не е од тогаш наваму ревидиран, не е усогласен со новите стандарди, новите трендови во медицината и истиот не е објавен во службен весник, па нема и правно обврзувачка сила. Вие на ваков начин сметате дека ќе ги натерате институциите да седнат, да размислат, да ги покренат работите? Како ќе реагирате понатаму? Овие анализи веројатно ќе ги доставите до некој од институциите, што очекувате од нив? Анализата содржи идентификувани проблеми во однос на имплементацијата на Законот за заштита на права пациенти и конкретни препораки како тоа би можело да се подобри. Со оваа анализа и со овие препораки ќе се обратиме до Министерство за здравство, до Фондот за здравство, до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, сите оние надлежни институции кои што имаат надлежност според законот да го следат спроведувањето на законот, но и да го подобрат квалитетот на здравствените услуги. И се надеваме дека ќе се подобри и функционирањето на механизмите за заштита на права на пациенти и контролата на квалитетот на услугите. Претпоставувам дека ова ќе оди малку тешко, бидејќи тие и вчера не дојдоа кога ги повикавте на дебатата ваша на трибината. Да, вчера имавме дебата на кој што беа повикани и представници од општинските комисии за унапредување на правата на пациенти и од Министерство за здравство, инспекторатот. Добивме само представник од инспекторатот. Но тоа не е причина да застанеме, ние понатаму одиме на индивидуални средби со клучните лица кои што сметаме дека може да придонесат за подобрување на состојбата. Благодарам. Беше тоа студио на Нова ТВ.